Новиот состав на антикорупцијската комисија скоро и по година дена постоење остана да кубури со кадар во старите простории. Никој не сака да каже што се случи со опремата вредна 670.000 евра, која Европската комисија ја купи за антикорупционерите да може да се поврза со сите државни институции, со цел полесно да детектираат криминал и коруптивни сделки. Иако опремата требаше да се инсталира до крајот на минатата година, бидејќи во спротивно на Европската унија треба да ѝ се вратат парите, истата е врзана со преселбата на ДКСК во новата зграда кај МНТ. Поминаа сите рокови, а најверојатно власта на СДСМ некаде ја закочи работата. Денеска председателката на антикорупцијската Билјана Ивановска не сакаше многу да зборува на тема нова опрема и плаќање пенали на Унијата, како и за новите простории, но затоа темата беше стратегија и намалувањето на корупцијата во државата. Требаше да се преселиме, но меѓутоа те излегуваат непредвидени проблеми и недоречености, би рекла, пред се заради недоволна информираност помеѓу институциите едни со други, но се надевам дека и тој момент ќе се надмене, ќе се преселиме. На крајот на краиштата секој треба да си ја покаже својата професионалност. Ние си ја покажуваме нашата професионалност, она што се бараше од нас и законски и секако го исполнивме. Секоја институција треба да си го стави прстот на глава и да си ја покаже својата професионалност и да се потруди во иднина да биде уште поотчетна и поодговорна. Инаку петгодишната стратегија за спречување на корупцијата ги детектира неризичните фактори за корупција во државата. На врвот се политичките влијанија, немањето личен и институционален интегритет, недоречености во законската регулатива и слабата транспарентност. Најкорумпирани институции според антикорупцијска се здравството, полицијата, обвинителството и образованието.